Радост од мајчинството е со измешани чувства за Джени Самис, поради судбината на останатите ембриони кои што ги замрзнала пред 15 години, откако минала низ инвитро. Кога ќе помислам ни што сум поминала и ни што минуваат многу луѓе, ќе помислам дека тоа се моите ќерки. Десетици илјади, веројатно повеќе од 1 милион замрзнати ембриони се во фаза ни ваму ни таму, зашто паровите не можат да одлучат што да прават со нив, дали да ги донираат или да ги уништат. Дури да одлучат што да прават уште пред почетокот, успешната бременост може да ја промени перспективата, вели психологот Андреа Брейверман. Можам да разберам дека се менуваат чувствата кога имате хипотетички ембриони кога тој се трансформира во бебе. Тогаш го менувате ставот за останатите ембриони. Некои парови немаат избор. Мора да се откажат од годишно плаќање за чување на замрзнатите ембриони, што може да чини стотици долари годишно. Многу центри за фертилитет не ги чуваат ембрионите од страв да не бидат тужени. Истражувачите велат дека 5 до 7% од замрзнатите ембриони се заборавени. Таа бројка во некои клиники стасува до 18%. Ова е доктор Грег Свит од Флорида. Овие ембриони се замрзнати според сите стандарди или не стареат. Веројатно ќе живеат со векови. Тој сега бара родителите да се согласат да не ги уништуваат и основал меѓународна донаторска програма за луѓе кои што сакаат да ги користат неискористените ембриони од пациенти кои што се согласиле да ги донираат. I'm not going to have any more children. The possibility of needing them just in case it doesn't apply to me any longer.